Почитувани ученици, јас сум Иле Мишевски, наставник по физичко и здравствено образование во основното училиште Страшо Пинџур, село Мало Коњари, Прилеп. Денес, како наставна содржина, ќе ни биде фрлање на топка во цел. Што представува фрлањето, односно прецизното фрлање? Што ни представува прецизност? Прецизноста е способност која преку одредена активност на гаѓање, односно фрлање со некој предмет, да се погоди одредена цел или активност со која се возможува гаѓање на подвижни или неподвижни цели на одредена оддалеченост. Што е најважно да разбере ученикот? Потребно е да се воспостави одредена сооднос со техниката и тактиката во одредената спортска дисциплина, каде прецизноста се усовршува со решавање на различни специфични задачи во одредени ситуации. Развој на прецизноста. Вежбите за развој на прецизноста, односно гаѓањето, потребно да се применуваат уште кај децата од предучилишна возраст, со фрлање или водење на различни предмети и примена на различни елементарни игри. Најчесто користени вежби за развој на прецизноста се фрлање топче по вертикална или хоризонтална цел, од место, водење или трчање, гаѓање на подвижни цели, гаѓање на цели со лева и десна рака. Како воведен дел од часот имаме општо загревање, учениците се наоѓаат во колона и на знак на наставникот почнуваат да трчат околу означениот простор, задржувајќи ја цело време формацијата на колона. По одредено време, на договорен знак, наставникот задава задачи кои учениците за време на трчањето треба да ги извршуваат. Например, скок во вис со плесок на дланките над глава, трчање со зафрлање на подколениците кон назад, трчање со високо подигнување на надколениците, странично трчање, трчање со исфрлање на подколениците кон напред, трчање со вкрстен чекор, змиовидно движење, спирално движење и така натаму, со цел да го загрееме организмот и го воведеме кон подготвителниот дел на часот, каде што ќе изведеме комплекс на вежби од глава до нозете со имитација на некои предмети и движења. Например, кружни движења со главата, како стрелките на часовникот, и обратно на стрелките на часовникот движиме со главата, вежби за рацете со играта бериме грозје, бериме круши, јаболка и бил каков вид на овоше и потоа го оставаме долу со цел да направиме некои движења со што би ги загрееле рацете. Вежби за трупот, имитираме како лета птицата, вежби за нозете, скокови, како скокаме како зајак, жаба, односно имитираме најразлични предмети или движења. Како основен или главен дел од часот ни е фрлање на топка во цел. Учениците се поделени на два тима. Подеднакво, на одреден сигнал од наставникот, тргнуваат со топка во рака, преминувајќи некои однапред зададени препреки и од определено место целат кон зададената цел, каде што треба да се уфрли топчето. Еве на овие слики можеме да забележиме како имаме фрлање на топка во цел. На првата слика гледаме дека два ученици од зададено место целат кон корпата да ја уфрлат топката. На следната слика имаме поставено некои препреки каде што треба да погодиме во црвениот, жолтиот или зелениот круг. Значи, едноставно, една игричка која што можеме да си ја зададеме, односно да ја увежбуваме прецизноста и правилното фрлање на топката во цел. Како завршен дел од часот е игра кој прв ќе влезе во хулахопот. Учениците се наредени на една стартна линија, сите на знак на наставникот тргнуваат и оној ученик кој што навреме нема да влезе во хулахопот или последен ќе влезе, тој испаѓа од играта. Тоа така го правиме, се дори да остане последниот ученик кој воедно е победник на играта. Ви благодарам на вниманието, се надевам дека ќе се слушнеме наскоро на следниот час. Довидување.